Тука сме сите. Добро вечер на сите, добро вечер на медиумите, добро вечер на присутните во просторијата, оние надвор, тие кои што не следат преку екраните. Добро вечер до македонската јавност. Почитувани мои сопартици, браќа и сестри, со кои минавме низ многу бури и искушенија. Почитувани новинари и медиумски работници со кои бевме заедно на сите настани, митинзи и протести. Почитуван народе на Македонија, кој секогаш ќе имате мојата најдлабока почит и пред чија храброст длабоко се поклонувам. Успеавме. 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 Македонија победи. Историска победа на народот. Победи Македонија, која е на македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците, на христијаните, муслиманите, атеистите, на гордиот народ, кој покажа решителност и мудрост, покажа смиреност, но голема активност. Пад на владата во Македонија има причина за тоа. Криминалот, корупцијата, неспособноста, лажните вредности кои ги застапуваа, одземената држава, тендерите, непотизмот и уште стотина други последици кои направија државата да страда, а народот да е разочаран. Вечерва конечно се поразени. Поразени се и предавствата, поделбите. Тие стотина луѓе од Демократската унија за интеграција и СДСМ, кои мислеа дека се господари на нашите животи. Нив денес ги боли главата, има и зошто. Ќе одговараат до последниот. Секој кој направил криминал и спровел корупција. Мора да има одговорност, која што ќе се темели на правда и закони. Поразен е и бојкотот на Демократската унија за интеграција. Ова на нашата победа дава посебно задоволство. Народот покажа дека нема да дозволи поединци да создаваат кризи и преку институции да се штитат себе си. А ДУИ покажаа дека се најмалку партија која се грижи за Македонија и станаа силно криминализирана структура. Но се им судри од глава и на крај се избојкотираа самите себе си. Време е додат заедно со СДСМ во опозиција. Народот ја одржа најважната лекција кон власта и си ја спаси државата. Оваа генерација има неповторливата можност да создаде ново поглавје во кое Македонија ќе биде горда и Македонија ќе биде ваша и ќе има иднина која што ќе се темели на вредности и надеж. Ја вратиме надежта и вечерва имаме причина за славење. Ја паметам секоја моја реченица, секоја преградка и подадена рака, но и секое ветување за кое ќе го дадам и последниот атом од моите сили да се оствари и да не го разочараме народот. И вечерва сум горд на народот кој застана на патот на поделбите. Вечерва се покажа дека нема Македонија на ДУИ, нема Македонија на СДСМ, нема Македонија ниту на ВМРО ДПМН, ниту пак Македонија на било која политичка партија. Нема лева или десна,
источна или западна. Има само една, единствена и вечна, независна, слободна Македонија. Благодарност до сите кои гласаа за нашата опција. Честа е голема, одговорноста кон секој од вас уште поголема. Нема да ве разочараме. Планирам резултатите од нашата работа да се почувствуваат уште во првите 100 дена од формирањето на владата. Во напредна фаза сме и во разговори за силен инвестицијски пакет кој ќе помогне економијата. Ова не сакав да го соопштувам пред кампањата за да не се исполитизира истото, но очекувајте уште во првите 100 дена многу добри вести за граѓаните и македонската економија. Ви благодарам. Благодарност и до оние кои излегоа на гласање, иако не гласаа за ВМРО-ДПМН, коалицијата Твоја Македонија. Ке ги споменам и оние кои воопшто не гласаа. Сите вие ја имате мојата почит и треба заедно и обединето да направиме повеќе за сопствената иднина, иднината на вашите семејства и нашата Македонија. Дозволете ми да се обратам до членството и идните функционери кои ќе доаѓаат од коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН. Никогаш не го заборавајте овој народ. Овој народ кој испише историја на овие избори. Народ кој со голема упорност и верба, со истреност, достоинство и со гласачко ливче го победи криминалот, корупцијата, подкупите и притисоците. Овој народ денеска ги порази сите Милевци, Артановци и Алиевци, кои го покажуваа сиве овие години и си ја вратија повторно Македонија. Народот покажа дека ничија свеќа не гори до зори и порано или подоцна следува одговорност. Да го запомниме тоа, затоа што од судот на народот никој не избегал, како и од судот на Бога. Велат кога се качуваш по скалите, никогаш не ги заборавај луѓето што ќе ги сретнеш патем. Не ги заборавајте овие луѓе. Оставете бел образ, бидете одговорни и бидете честни. Ке се соочите со судот на народот повторно. Паметните учат од тугите грешки. Немој ни на крај памет да ви падне да го подцените мудриот народ на Македонија. Имаме причина да се радуваме и да сме задоволни и длабоко благодарни, но и причина и лекција да не влегуваме во еуфорија, ароганција и самобендисаност. Граѓаните очекуваат резултати. Нема да е лесно, имаме многу предизвици, но ова денес е показател дека заедно ќе успееме. Доста е со деновите кога една влада им служеше само на групите на своите коалицијски партии. Нашата влада ќе им служи на сите македонци, без разлика на нивниот пол, возраст, регион или етничка припадност и секако без разлика кого поддржувале или за кого гласале. Нашата цел е да се гордеете со новата влада. Ке се гордеете дека оваа земја ќе застане на нозе, ќе биде економски јака и ќе промовира соживот, каде граѓанинот конечно ќе има државата во свој раце. За брзо време ќе започнеме преговори со партиите од опозицијата за формирање на најдобрата коалиција и влада за нашата Македонија. На Македонија и треба политичка култура на повисоко ниво, каде партиите треба да се почитуваат и да соработуваат за државните интереси на Македонија. Уверен сум дека ќе формираме оваа влада во најкус можен рок и процесот ќе биде транспарентен.
Драги пријатели, браќа и сестри, почитувани сограѓани, ова е двојна победа. Коалицијата Твоја Македонија и ВМРО ДПМН застана и добија председател. Тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Незината цел ќе биде да го врати достоинството и Македонија да биде повторно горда. Верувам во тоа. Ја познавам и сигурен сум дека повторно Македонија заедно со Гордана Силјановска-Давкова како председател ќе биде горда. Верувам во незините капацитети и знам дека со доблест и решителност ќе служи на народот и на татковината. Нека е честито, професорке. Драги браќа и сестри, ова за нас беше тешка, но и многу успешна кампања. ВМРО ДПМН влезе храбро со прецизни пораки и тоа беше препознаено од народот. Затоа и порасна довербата, што е наша одговорност. Посакувам власта во заминување да научи од грешките. Би сакал сега да ги надминеме поделбите и да најдеме заеднички мир, затоа што мораме да служиме како пример на сите македонци, а особено за младата генерација, но и сите идни. Нормално е да има разлики, но со нив треба да се соочиме со достоинство и почит, бидејќи на оваа земја е потребна силна опозиција. На оваа земја и треба рамнотежа во политиката, каде опозицијата ја балансира владата и е нејзин коректор. Јас ќе разговарам со секој од вас кој мисли добро на Македонија. Јас нема да ги затворам вратите за разговори, како што правевте вие скоро 7 години. Учиме од вашите грешки и нема истите да ги направиме. Драги пријатели, вечерва имаме причина за славје и ги повикувам граѓаните да прославиме заедно на плоштадот Македонија во Скопје и на плоштадите низ сите градови на Македонија. А од утре на работа и веќе препладне ќе го одржам првиот состанок каде ќе ги утврдиме принципите од кои нема да отстапиме за формирање на владата. Мора да се сменат работите и тие промени да се почувствуваат. Сосема на крај, благодарност до сите оние кои учествуваа во оваа кампања, до моите соработници кои се прекрасни